Вашата младост, рана и бол. Боже, Боже, зошто ли? Војната та проклета е што раздели чеда мајкини. Егиска мајка црнила ја, вашата младост, рана и бол. Вашата младост, рана и бол. Боже, Боже, зошто ли? Боже, Боже, зошто ли? Добро утро до љубителите на македонската народна песна. Веќе знаете, во денешната рубрика со песната Будам, наша денешна гостинка е Петранка Костадинова. Добро утро и за вас, добре ни дојдовте во студиото. Добро ве најдов, добро утро, можеме да кажеме и добар ден до сите гледачи на Добро утро Македонија. Пред малку ја слушнавме песната Пуста Егејска, која ете планиравме да ни биде како вовед во денешниот разговор. По оваа песна ја пеев јас прошлата година, 96-та година, на фестивалот Гоцефест, каде што земав
3 награди, освоив 3 награди. Прва награда ми беше од жири комисијата, втора награда имав од публика и за интерпретација земав награда. Устегеска. Така, да објасниме на гледачите зошто рековме дека планиравме да ни биде како вовед во разговорот. Вие неодамна бевте на 2 пати во Грција. Најпресно нешто што ќе кажеме. Јас повод е ова Пустегеска што испеав ова песна, нека биде еден поздрав до сите наши македонци што се во Леринскиот крај. Они ја гледат прва и втора програма на на телевизија Скопје. Ете поздрав до сите македонци наши во Егејскиот дел на Македонија. И како најпресно турнеја што ми беше, настап, концерт, тоа беше во Лерин, за денот, нашиот ден православен Великден, каде што престојував во едно многу убаво село. Отидов на гости кај наши македонци. Поздрав до нашите македонци таму што им бев гостинка. Многу убаво ме пречека, многу убаво се поменав и тој ден, баш на Великден, ја настапив целовечерен концерт. Тоа беше една забава незаборавена. Какви песни пеевте на концерт? Па јас да ви кажам, кога тргнав од Скопје, викам сега за прв пат ќе одам на тој крај таму, на нашите македонци да пеам. Викам, што би пеела таму и почнав да се размислувам песни, ова, но викам ова не ке може, ова не ке може, но кога стигнав таму, јас што можев и што знаев од љубовни, од патриотски, све живо пеев. Број на песните не можам да ви кажам, пошто се пееше од 9 саатот на вечер до 4 саатот после полноќ. Јас сум пеела без да застанам. Обично кога заминуваат луѓето во тој дел, по Егејскиот дел од Македонија, нели? Ги прашуваме дали имале проблеми во престојот таму за тоа. Јас тука можам да се пофалам, ви сте на границата многу лесно ја поминав, без никаков проблем. Кога стигнавме таму, исто пречекот, реков, ми беше незаборавен од нашите домакини таму. Вечерта немаше никаков проблем, се пееше, се играше. Ете и да ги пофалам музичарите што беат нашите македонци таму. Еден поздрав и до нив и јас многу бев пријатно изненадена од тој оркестар, пошто ние знаеме тука, ете, да станеме, да направиме една тура, па пауза, да направиме, па да станеме. А додека тој оркестар, откако седна во 9 саатот, до утре сабале до 6 саатот, веруете, они не стана од столот и со инструментите во рака. Они не застана да направат пауза од 1 минута. Цела ноќ се пееше, се свиреше и можам да ви кажам дека сите песни наши ги знаат. Сите песни, нема песна што не се знае. Вие кажавте имате многу убави спомени таму, бевте за Великден. Да. Меѓутоа пота бевте и Еве во сега, Солун. како и сега да ви кажам, јас сум како еден член во нашиот државен ансамбл танец, стална гостинка. Каде одат, со нив имам патувано низ цела Македонија, имам одено низ Германија, доста така турнеи. Сега танец е на одмор, кој што ми слушат и танец го поздравувам. Со танец бевме на 5-ти отварањето на балканските средби на културата во Охрид. Таму настапив со танец. Танец многу убав настап прекажа. После јас настапив и со 3 песни, изворни песни, нормално.
Имавме, беше доста посетено, странци, наши, така. На 9 заминавме во Солун, Грција. Само да кажеме што гледат гледачите во моментов на екраните, тоа се фотографии од... Да, овие фотографии се сега пред 2-3 дена добив од наш македонец Лазо, го поздравуваме Лазо, ако ја гледа ова емисија, да знае дека вистина овие фотографии ги добив. Тој имаше желба да се слика со мене. Ова е на приредбата во Лерин, во селото, големо, прекрасно село Овчаране, таму беше тоа пеење. Исто е тој менаџерот Михаил, и сакам да ви кажам дека они ми посетоа дома, дојдоа во мојот дом, менаџерите дојдоа. Спомнавте дека таму пречекот бил прекрасен. Прекрасен. Еве тука се гледа на фотографијата, многу убаво цвеќе ме поклонија, кој што радо го донесов, чувајќи да го донесам дома, каде што ме красеше 15 дена дома, домот мој. Ете, тука дечења, тие се све наши македонци таму. Кога се договаравме, кажавте дека ве поздравниот говор бил на грчки. Да, еве тука се отвори шише шампањ, наздравивме и дојде водителка, прво ми представи на грчки, тоа што е нормално, таму живеат нашите, нема што. И потоа ми поздрави на македонски јазик, која сум, што сум, и јас таму се представив со неколку збора, ги поздравив нашите македонци. Имав сега прилика, пак беше све договорено за Петровден таму да бидам, но нешто, сигурно нешто имало некоја пречка што не се отиде. Се надевам дека ќе пак повторно ќе одам и не на 400 души, туку треба да пееме на 20.000 македонци таму. Има доста македонци. Да се вратиме повторно на настапот во Солун. Да, и во Солун да кажам, ете бевме, танец многу убава, добра изведба прекажа таму. Јас настапив само со една песна, пошто беше програмата од 45 до 50 минути. Танец се појави со 4 ора. Тука беше и колегата Драган Вучич, он со Ника Марика. Јас со песната Мајка на Марика Думаше, со по една песна дадовме, имавме аплауз, ни примеа таму гостите. Тоа се одржуваше на отворено место, до обалата, до морето. Беше многу прекрасно, вистина беше многу заморно, патот, дента и ноќта и утре дента го поминавме све во патување, за концертот, но тоа се заборава маката, ова ќе ме остане во сеќавање вистина прв пат кога запеав во Солун. Ви сте позната како најдобар, да речеме, интерпретатор на старите македонски песни. Па почнав фактички, јас почнав и со старите македонски песни. Јас кога почнав немаше компоновани песни и оние што се компонира се плашеа на некаков начин да се каже дека е таа песна на тој и на тој. Многу песни така се пишува и како народна песна. Остануваа неподпишани песни. Да, така почнав со народни изворни песни. Немаше песна која што народна песна, стара песна, јас кој што не ја знам. И ве сега верувам дека на моје задоволство, меѓутоа и на задоволство на гледачите ќе ни отпеете барем еден рефрен во живо. Во живо. Еве одберете вие што сакате. А да ми кажете вие која имате желба, некоја песничка така? Па добро, еве во моментов што песна што ми падна на памет, да? Кирија на винопрода. Таа ви е сигурно многу така, фина ми се допаѓа песна. песната. Јас така малку ќе ја запеам, иначе да кажам оваа песна е од Солунскиот крај. Оваа песна дојдов така случајно во радио и така го сретнав Миле Барзанов, Тоше армоникашот од Народниот оркестар
I on je rekao, evo koji može ova pesna da ispее, Kirjana vino prodava. I така викам, ајде покажете ми малку, па малку со Тоше таму на тоа клавирот, он пее, јас по него, и јас нешто по моје се дадов мојата интерпретација. И така Кирјана стана вистина така хит. Тешка песна. Меѓутоа песна Бавна што песна. и ден денес луѓето Да. ја слушаат и ја пеат. Да. Може ми да се ја запееме и во дует, ако ја знаете. Кирјана вино продава на Кирајджи море не дава, на Кирајджи не дава, леле, на Стојан вино море продава. Тај е малку... Јас ви благодарам и од Поддугачка моје име песна, и од името така. на гледачите, верувам дека ни се допадна и изборот на песната што го направивме, за вашата интерпретација не се сомневам. Така, да. Ми беше чест што бевте наша денешна гостинка. Поздрав до гледачите и Петранка да ве Благодарам чуеме. многу, ети од мене еден поздрав со една убава македонска песна Јас те пратив калино на вода. Повелете. Јас те пратив на вода калино, јас те пратив на вода калино, ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергери гледаш море калино, ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш море калино. Пусто да остане, мамо, лицето, пусто да остане, мамо, лицето, кога нема и беда го љуби, тебе не те слуша, мори мајколе, кога нема и беда го љуби, тебе не те слуша, мори мајколе. Јас те пратив на лозје калино, јас те пратив на лозје калино, ти на лозје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш море калино, ти на лозје одиш, бело грозје береш, на ергени даваш море калино.
Pusto da ostane malo grozjeto, pusto da ostane malo grozjeto, koga nema, nema, libe da go jade, tebe ne te sluša, moli majkole, koga nema, nema, libe da go jade, tebe ne te sluša, moli majkole. Токму сега, почитувани гледачи, можам да кажам дека успеавме да ве разбудиме и да ве задржиме пред малите екрани.